Здруженијето на слепи од Кочани и Здруженијето за екологија и заштита на животната средина Екотим Исток почнаа партнерски проект за подобрување на вештините и интегрирање на слепите и слабовидните лица во процесот за рециклирање отпад. На брифинг за медиумите, носителите на активностите информираа дека главна цел на проектот е да се зголеми вработливоста на лицата со попреченост, при што ќе бидат вклучени 15 слепи и слабовидни со почитување на рамноправноста во родовата застапеност. За прв пат Здруженијето на слепи и слабовидни лица од Кочани учествува, односно е носител на проект, финансиран и поддржан од UNDP, кој проект има цел да ја збогати, односно да се здобијат со вештина членовите, корисниците на Здруженијето на слепи и слабовидни лица, тоа се слабовидните и слепите лица од Кочани, да се здобијат со вештини, како што кажав, во делот на рециклирање на отпад, со цел да станат поконкурентни на пазарот на труд. Значи, сите сме сведоци дека слепото лице или лицето со одреден хендикеп е ставено на маргините во ово општество и дека мислам дека тотално не се води сметка за работоспособноста на тие лица и ете ние со таа цел решивме да направиме нешто позитивно, еден чекор напред кон тоа и да на некој начин го кренеме гласот против игнорирањето, така да кажам, и нетолерирањето на ваквата целна група. Крајните корисници вклучени во проектот ќе се стекнат со вештини за изработка на ракотворби од реупотребливи отпадни материјали. Со тоа ќе им дадат нова вредност, а ќе се здобијат и со нови знаења за заштитата на животната средина и ќе влијаат врз намалувањето на отпадот што се исфрла, а што може повторно да се искористи. Со цел да останеме препознатливи во општеството по тоа што сме, односно зачувување на животната средина и управувањето со отпад како наши примарни сфери на делување, токму еден од сегментите на овој проект е рециклирање, односно реупотреба на отпад, што значи слепите и слабовидни лица преку овој проект ќе добијат вештини со кои што ќе бидат спремни за, односно ќе изработуваат ракотворби од рециклирани од отпадни материјали. Проектот на Здруженијето на слепи од Кочани и на Здруженијето за екологија и заштита Екотим Исток ќе се реализира во период од 8 месеци, како дел од регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан 2, RELOW 2. Проектот е финансиран од фондовите на Европската Унија, а го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации. Средното општинско училиште Ванчо Прке и Основното училиште Славчо Стоименски од Виница со одделни програмски содржини се вклучија во одбележувањето на 21 септември, Меѓународниот ден на мирот. Носител на заедничките активности е првата детска амбасада во светот Меѓаши од Скопје. Под мотото Мировно рандеву, средношколците одржаа заедничка средба со нивните врсници од Средното општинско училиште Свети Наум Охридски од Македонски Брод, додека учениците во Основното училиште реализираа активност Играме, пееме, твориме за мир. Се собираме, тоа го правиме веќе неколку години, за да го одбележиме Меѓународниот ден на мирот. Целта што ни е? Пред се да подигнеме свеста за ненасилно однесување, да ги зближиме децата повеќе, посебно поради короната, знаеме што се случуваше. Планираме игровни активности за да се запознаат. Ќе имаме информации, ќе споделиме за градот Виница, за Македонски Брод. Потоа планираме посета на музејот во Виница и на Калето. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на мирот беше нагласено дека активностите се однесуваат на поширокото значење на поимот мир, односно не само за состојба без воени действија, туку и за подобрување на вредностите во воспитно-образовниот процес со намалување на врсничкото насилство. Освен училиштата од Виница и Македонски Брод, во активностите на првата детска амбасада Меѓаши се вклучија и воспитно-образовните институции во Скопје, Дебар, Гостивар и Велес.
Општина Виница ја повторува постапката за решавање на проблемот со испуштањето и пречистувањето на отпадните води од фекалната канализација во селото Блатец. За реализација на проектот потребно е на почетокот да се изготви соодветна техничка документација, во која ќе се предвидат неопходните активности за реализација на целата инвестиција. Откако на првиот јавен повик што беше објавен во јули годинава, понудувачите доставија цени и услови за извршување на договорот што се понеповолни од реалните цени на пазарот, Општинската комисија ја поништи набавката. Во повторениот повик нагласено е дека проценатата вредност на оваа набавка е 500.000 денари, а рокот за пријавување на заинтересираните проектантски фирми е до 7 октомври. Во техничката спецификација на повикот што го објави Општина Виница се додава дека проектантот треба да изработи основен проект за пречистителна станица за отпадни води со реципиент Блатечка река. Исто така се бара да се предвиди фекалната вода што ќе биде донесена до станицата да ги има сите неопходни третмани за пречистување, односно механички, хемиски и биолошки. При тоа треба да се предвиди изградба на колекторски систем за собирање на водата, заштитен систем од поплави со каскади во Блатечка река, базен за таложење на цврстите материи во отпадните води, како и црпен базен со така наречени полиња со трска, во кои ќе се врши биолошко пречистување на водата и ќе се суши отпадната мил. Дополнително, согласно законските прописи, треба да се изработи и елаборат за заштита на животната средина, во кој ќе се вклучат потенцијалните негативни влијанија од реализацијата на проектот, односно од изградбата на пречистителната станица. По изборот на најповолната понуда и по склучувањето на договорот со избраниот понудувач, предвидено е изработката на целата проектна документација за пречистителната станица во Блатец да биде завршена во период од 4 месеци. Со тоа, Општина Виница ќе добие документ врз база на кој ќе може да пристапи кон практична реализација на проектот за собирање и пречистување на фекалните води во Блатец. Нов случај на измамено постаро лице е регистрирано во полицијата во Кочани. Се работи за возрастна жена на која и било ветено дека ќе добие дрва за огрев, при што ја платила сумата од 200 евра, но дрвата не и биле донесени. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, во вторникот околу 10 часот и 40 минути во полициската станица во Кочани, 71-годишна жена пријавила дека била измамена од машко лице за сума од 12.000 денари. Жената изјавила дека на 16 септември околу 16 часот лицето дошло во незиниот двор и понудило огревни дрва. При тоа се договориле таа да ги даде парите однапред, а потоа лицето да ги донесе дрвата. Откако му ја дала договорената сума, машкото лице заминало и не се вратило со дрвата, пошто жената сфатила дека е измамена. Случајот го пријавила во полиција, а од Министерството за внатрешни работи информираат дека се работи на негово расчистување. Измама на постар жител од Кочани имаше и пред 10 дена, кога за наводна сообраќајка со странец, 75 годишен маж од Кочани беше измамен за 1500 евра. И тогаш од полицијата информираа дека се работи на расчистување на случајот, но досега нема информација дали измамникот е откриен и дали парите му се вратени на старецот. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира земјоделските производители дека го објави повикот за пријавување за дополнителна субвенција за житата и сончогледот. До 31 октомври сите земјоделци кои во минатата производна година имале засејани и ожнеани површини со пченица, јачмен, рж, овес и сончоглед на површина над 1 хектар, а оствареното производство го предале во регистрирани преработувачки капацитети, ќе можат да аплицираат за дополнителната субвенција. Услов за добивање на финансиската поддршка е земјоделците да оствариле принос од најмалку 4000 кг од хектар за пченица, 3000 кг од хектар за јачмен, рж и овес и 1500 кг од хектар за сончоглед. Висината на дополнителната субвенција е 5760 денари од хектар. Сите земјоделци кои ги исполнуваат условите за добивање на оваа финансиска поддршка ќе можат да аплицираат електронски. Во барањето треба да прикачат потврда за предаденото производство, што е издадена од регистриран преработувачки капацитет.
Оние земјоделци кои нема да можат сами електронски да се пријават за добивање на субвенцијата, можат да се обратат за поддршка во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.